Доколку ние му дадеме добри табели, добар извор, и му кажеме да направи детална анализа на истите, крајниот резултат е навистина доста добар и доста брз. Можеби нас ќе ни треба многу повеќе време за да сработиме истата таа работа. И затоа кажувам, да, вештачката интелигенција треба да ни биде помошник во целата наша работа. Ние, наставниците, треба да го креираме часот од паралелка до паралелка, од оделение до оделение, од ученик до ученик има разлика и затоа мораме и ние наставниците наставната содржина секогаш да ја прилагодиме спрема моменталната состојба во училницата. За наставникот веќе не е проблем да најде информации. Јас од тоа што истражував во мојата 20 годишна кариера работна како наставник по математика, можам да заклучам дека пример во соседна Грција имаме еден куп материјали кои што се на грчки јазик, меѓутоа тоа е толку едноставно со вештачка интелигенција, има плагини во самите браузери кои што може да ви го преведат и вие да го користите во вашата настава. Исто на бугарски има. Да не говорам за Германија, каде што веќе има толку многу развиени материјали, дури користат виртуална реалност, така натаму во обука, не само за гимназијските паралелки, за стручните паралелки, каде што се инвестира огромна сума на пари за да се подобри образовниот процес.